Нашиот следен гостин се работи за доктор Никола Весев, директор на Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија. Морам да ги прочитам овие наслови, стално се долги овие книги, ги мешам и така натаму. Но доктор Весев, денеска сте овдека, бидејќи 4 февруари, веќе, ако не се лажам, повеќе од 10 години се слави како 2020, всушност 22 години се слави како светски ден на борба против ракот. Прво, добро утро. Добре дошли во утрински брифинг. Имаше потреба и таа потреба ја препозна и светската, да кажем, организација Обединетите нации да се воведе ден на борба против ракот, бидејќи ракот, сега ние сме оптоварени со пандемија во последните 2 години, но секако една од водечките болести за кои секоја болест е тешка, ама за ракот луѓето онака посебно се вознемируваат, бидејќи допред некои години и така беше практично кој ќе ви каже дека сте болен од рак, вие само прашувате уште колку време имам. Сега веќе ситуацијата се промени. Ајде малку да тргнеме од тој аспект на во целиот овој разговор. Прво, го одбележуваме ли денеска што правиме со денот на борбата против ракот? Да ви се захвалам на покана, емисија што ја поштувам, ми се свиѓа и името на како радио Слободна Европа, значи ние сме окупација, вие сте единствениот глас, значи убаво името и ми се тој сатите Нью Йорк. Да, малце се обидуваме, како да сум CNN или нека голема и да пофалам на ентузијазмот и на елоквентот, зашто нема, тоа не се учи. Значи ти се работи ипак може да се квантифицира со читањето на книги у млада возраст. Че не обвинат дека сте викнат за нешто друго утрина, а не за тема за која вистина е најубава и сега ќе одговорам и за второто прашање. Да, Интернационална унија за против рак се вика УИЦЦ, ама на француски. Сега не можам да го прочитам, не го знам доволно. Контра ле канцер УИЦЦ. Значи овој ден го утврди пред, како што кажавте, како ден за борба на рак. Најповеќе, како што оние сите акции што ги правиме октомври за ден за борба на рак на дојка. Тој збор борба многу не го сакам. Што е то борба? Борба многу чудно звучи, како да е од тамо непријател ние од овде. Тој повеќе ден да се обележи да сватиме дека постои рак на дојка и дека секој може да го помине. И тој ден исто, ја го кажувам стално, може би не со иста и симпатика и тие што го кажувам, дека тој ден да обележим на сите тие што не се живи од рак на дојка, а што сме потрошили време и нега и емоции за нив. Значи, овој ден повеќе служи да се обрне вниманието светот дека ракот како проблем си постои. УИЦЦ е многу фино, кратко, има 4 реченици што ги кажува, што се многу интересни. Значи, третина од раковите рано може да се откријат, да се излечат, третина од раковите се лечат, а третина се во потешка фаза и се многу тешко излечиви. Значи, нашиот институт, како и многу други институции на свет, се бариме со една третина на болни од рак интензивно во лечење. Превенцијата и раното откривање, што не само што е добро за штедење на животи, што апсолутно не добро, него тоа е едино етичко и нормално у оваа професија. Значи, раното откривање на гинеколошкиот карцином, на колоректан, значи на ракот на дебело црево и на дојка, се ствари ситуација кај што вие после имате поголемо преживување и државата многу дава помалце ресурси. Значи, тој е економски исто аспект на државите, кај што е многу подобро порано се открие и за животот на пациенти, но и за ресурсите кои државата после енормно ги дава во лечењето. Ќе дојдеме и до таа тема, бидејќи е важно што прави државата. Само сакам да ве прашам, доктор Васев, некако во последните години доаѓаат оптимистички вести од светот на медицината околу третманите и лековите за ракот. Не е веќе тоа расправа како од пред 10 на 15 години. Некои ракови дури стана излечиви, ако не се лажам. Да, тоа е оној третиот аспект на таа борба е да се смени и психологијата и начинот на разбирање на оваа болест. Значи, поголемо информирање, вие сте еден сега пример како се тоа прави. Значи, емисии, ја не сум одбил никад гостување, бар една пациентка чуе дека рано треба да иде мамографија и ехо, еден живот може да спасите. Па една да чуе, па не треба две да чуе. Значи, некад се борите вие за тој еден човек
И чуената реченица, дали ако 100 овци имаш една, ако ти се изгуби, дали ќе ја бараш едната, или ќе ги оставиш 99 сам. Па нормално ќе ја бараш едната. Мени е туку нормален одговор. Значи, ние се бориме за тој пациент. Сега, тој пациент треба и да се информира, целата популација, значи ние земаме Македонија како една популација, она не е хомогена, она е хетерогена, живее у градови, живее по рурални средини, од разни националности се, но интернетот, ова што зборевме, па еден Google, вие можете сега да кажете рак на, да кажем и на српски чак да напишете рак на дебело цево, ќе ви искочи на српски, на македонски. Значи има више на сите јазици ќе ви искачат материјали да се информирате. Треба да разбереме дека и самата популација треба да разбере дека и она треба да се јава и секој знак на нешто пореметување кога не е добро, треба да не се бега од тоа да се јави на доктор. Вториот проблем е едукација на тие доктори во матични служби и специјалисти кои морат да препознаат дека се случува некоја болест, да се доиспита пациентот. Симптомите се веќе познати одавна. Симптомите за гинеколошки, за среќа, тој еден папа Николао што викаме тест. Тој мислам после Назис најпознатиот грк у историја на после да не зборим Аристотел и све ако може ги поврземе преку нашите книги на нашите за Александар Македонски. Тоа се шалам ја. Тоа е толку нејасен дел од историја што ја не ни покушавам. Можам само да кажам да може би наш. Тоа е таа дигресија. Папа Николао, сите го знаат. Папа Николао, значи со таа метода да може да се откријат рано тие клетки со еден бриз, со една колпоскопија, значи со обичен преглед, значи ова више метода 48, 55 години, значи. Колку живота се спаси. Значи тоа е нешто неверојатно колку една иновација у медицина, како сега и онкологија, што имаме иновации во таргетираните терапии, имунолошките терапии, на борба за кој кандидат се пациенти со посебни рецептори и со посебни групи во кои спаѓа да може да се даде таа терапија. Тоа не значи пациент што нема да му се даде имунотерапија и таргетиране полошо, дури подобро, пошто кога му се даде само ќе штети ако рецепторите не се изразили, нема за тоа основа. Со други зборови, базата е да самото тело произведува антитела, односно имунолошка отпорност и уништување на... Тоа е нешто слично и со пандемијава, мислам, бидејќи во крајна линија овие што ги измислија вакцините, дел од нив се занимаваат толку со онкологија се занимаваат, да, многу интересно, пошто знаат да ги маркират више тие сите тела, значи ипак испадна да лабораториите и тие предклиничките сите тие лаборатории, испитувања, студии, сепак значат за онкологија, пошто сепак значат многу за онкологија. Сепак треба експериментално, но со науката е сега сигурно од пред 20 години толку достапна на Google, дури има трудови бесплатни, порано не се може до туд да дојдете без да платите $20 за еден труд да ви се испечати. Сега мислам преку овие датабази е толку полесно, подостапно. Конгресите више сите дават специјален диск за едукација, што е многу битно не само за онколозите, ние што работиме таму, за нас е најлесно. Ке имаме едукација, со тоа се едуцираш, работиш на одделение за плуќа, се едуцираш за рак на плуќа, да кажеме. Него многу е битно таа популација меѓу онкологот, значи пациентот кога ќе дојде, кој тој доктор треба сепак да го упати, дали на операција, дали на испитување. Многу битна едукација на оној основниот персонал, матични доктори да препознаат. Кој жена ќе каже им тврдина од дојка, што најголем број од нив веднаш опреќа на пункција, на понатамошни испитувања, во некој мал број случаи сега не толку, сигурно не. Пандемијата, ова што спомнавте, си направи свое, сега да кажам, не можам да кажам штета, значи на светски рамки, ако направила на светски рамки. Штетата е повише веројатно у стравот и не доаѓа на контроли или не е следењето на потребите на организмот. Сега ќе кажем дека многу доктори беа болни, многу матични доктори не работеа, многу луѓе се препраќа не само кај нас, од цел свет. Добро, и самите пациенти се плашат да отидат на клиника во време на пандемија. Така да ние само 2020 имаме пат у нови, не у нови само пациенти, него у посети на клиника. Да, лани се изедначи прошлата година, а сега оваа година апсолутно ние не застанавме.
Ни помогна многу Црвен крст, мора да го пофалам на Македонија и на Скопје, што ја дистрибуираше таблетарната терапија која е 40% кај нас, од цела терапија таблетарна, до домовите на пациентите. Значи, ростуша. Живееш како ќе дојдеш Скопје, се плашиш, вирус, со кола дома. Значи, тоа не спаси и невладините организации Борка, Љубов сме и други, што ни организира на генерално списоци на пациенти кои не може да дојдат до терапија, им се явува НИП и ние ги праќавме тие лекови по пошта, значи ќе дојдеш. Колку се од новиве, модерниве лекови, кои што се традиционално за рак, лековите за борба против ракот се едни од најскапите, претпоставувам. Колку се тие всушност достапни на македонскиот пазар, па и за пациентите преку фондот за здравство, бидејќи ние знаеме дека луѓе кои што имаат пари на крај ќе ги набават лековите дали овде или во странство, но колку е сега таа терапија достапна за еден поширок број на пациенти? Значи овака, 2019 година, кога првпат се набавија тие лекови на средина на година, пред тоа имавме само мали условни, некои лекови дали од донација, некој ни даваше Хрватска фирма МСД, влезе со една донација голема за Македонија, очекувајќи после тој лек да може да дојде на позитивна или не дојде на позитивна, но Министерството за здравство го препозна и министрот тогаш моментот, така да за 4 клиники се набави на терапија на едно место, така се уштеди и се дистрибуира на тие клиники по нашите потреби тогаш. Но тие потреби секоја година се зголемуваат поголем број на пациенти. Денес вие рецептори се прават на сите пациенти, ако и вие имате рак на плуќа со PD-L1 рецептор, вие сте кандидат и за терапија од таа скупа. Значи имаме 27 молекули нови на лекови таргетирани имунолошки, кои што се достапни? Кои се достапни во Македонија во овој момент, иако не се на позитивна, тие се со условен буџет покриени. Оваа година сигурно фондот и државата ќе треба да ускочат да ги дополнат тие кучини, бројот се зголемува и терапијата се менува. Ако терапија пред 6 години беше хемотерапија 95%, со разни други последици. Сега е 75%. Оваа терапија, хемотерапијата е остатокот. Доктор Васев, за крај да ве прашам, бидејќи имате долгогодишно искуство и сте еден од најогледните експерти за таа работа, малку ви се смени, да кажем, работата во смисла што веројатно пред 15 на години разговор со пациент кој е диагностициран е веројатно разговор со ова со што почнавме, уште колку месеци има. Денеска веќе не се такви прогнозите. Видите, ова и како и психологија, нели, и кога водите нација, многу добро да ви имате лекови за и ретки болести и за тешки онколошки болести. Тоа се тие социјални служби кои ви имате многу емисии, кои се многу битни за државата да сакаш да се вратиш ако си од странство. Мислам, која главна причина била? Земја кај што ипак на доктор идеш бесплатно. Онкологијата е 100% бесплатна, но тука државата е сигурно поише ангажирана да ги обезбеди. Но психолошки е драстично сменето. Вие кога знаете дека сте били во Австрија, препишана терапија, доаѓате во Македонија, истата ви се дава тука. Тоа се енормно скапи лекови, значи за 10 кои таму треба да си ги набавите од личен джеп, а овдека се не, таму се дури поскапи. Значи ние пошто таа цена сигурно за македонско тржиште и поевтина. Еве Турција на пример зима за цела Турција на едно место и им викав цената нета 60% дајте, ако сака. Значи Турција пошто е голема, она може така. Да. Ние сме помала земја, не можеме така, но пак цената е во Америка нема да верувате 3 пати се поголеми цени на овие лекови. Истите лекови во Америка, ако е овде $5,000, тамо е 15. Но за такви цени разговараме, јадници евро, долари. Оце цени што, значи 90 и ако земеме од тоа дека у Македонија 2-3% имат над 45,000 или 50,000 денари плата, значи колку постотак би можел да си ги дозволи. За секоја плата во Македонија ова се големи цени. Не, овие се лекови кои сигурно мора државата да ги покрие, треба, значи мора, тој збор е чуден. Ние се прилагодуваме, сигурно сме државна установа, но бројот на пациентите се драстично зголемува и ние без помош на државата и на фондот не можеме понатаму. Значи ние апсолутно нив и стално гајме надеж, пошто они до сега и стално на одделен некој начин, пошто веќе тука доаѓат и долго и за тие лекови, па и тие треба да се платат, значи има повеќе аспекти кај што очекуваме помош, но до сега мислам дека овие 3,5 години што ги имаме овие терапии се
значи, не сте чули одавна, и ја ден денес кога ќе видам текст дека некој бара за средства за лечење во иностранство, да, може би операција, но има фонд ако е дете. Ја ги разбирам луѓето, но барање на средства, дали може да има хитно, ја може да разбирам, нека фондот има процедура, нели за праќање. Знае да трае бирократски. Али за лекови не разбирам, пошто тие лекови практички ги имаме, сега не зборам за деца, за возрастни, че ги имаме сигурно 90% од потребните лекови за сите локализации сега. Сигурно треба да се интервенира, да се додаде, но тука понатаму очекуваме може и намалување на цени некои од тие лекови да успееме да македонска популација Во каква технолошка состојба вие, во каква технолошка кондиција вие клиниката на која работите, бидејќи модерниот начин предпоставува и овие новитети кои што технолошки се прават? Апсолутно, ако нешто на оваа клиника треба и веќе имаме предлог до фондот да ни дозволи, имаме дури еден спрат ненаправен со платени граѓевински дозволи све, значи простор веќе за пациенти за примање на терапија што беше стварно огромен, со 60 и нешто кревети за амбулантска терапија дневна, плюс уште 40 пациенти на горни катови да се направи едно, што не е голема инвестиција, значи се направи местото за чекални, че ние полно. Значи тој институт правен, немојте забравете 74 година, кој што потребите на Македонија за онкологија беа тие. Сега се зголемија, потреби значи проширување на амбуланти не е хитно потребно, но за среќа технолошкиот дел со радиотерапија, што не работиме ние само онкологија, радиотерапија сме единствено Македонија доби битол сега ќе проба да стартира со машината, значи добивме нова машина прошла година што може да прими многу повеќе пациенти за зрачење. Не забравяме дека од Косово за гинеколошки карцинома посебен вид на брахитерапија, на лечење, само кај нас може да дојдат, пошто е турска поскапа, 2 до 3 пати. И од тука имаме околу 400 пациенти годишно. Приватни клиники ви се конкуренција во наводници, конкуренција. Ја би сакал да ни се многу поголема, малце ќе не ослободат, но приватните клиники сигурно. Кој знаеме нивниот бизнис план, не се зафаќаат со болести кои што. Ова нема метода приватната клиника, веројатно таму би ишле приватните, веројатно би чинело тоа можда повише. Приватни клиники ја гледам како додаток на здравствена заштита на македонско население, но цените, што не сум тука да тоа коментирам, веројатно нешто тука што мора да се размисли кои се лимити за нешто у Македонија. Али тука тоа е приватно и вие не можете многу да коментирате, но приватни клиники ја ги гледам само како додаток и баш добро. Али државната клиника, без ова државна клиника за онкологија, практички не, Македонија не постои радиотерапија онкологија. Без неја. Доктор Никола Весов, исцрпевме прилично до на што сакав да ја прашам. Убаво е да се видиме и кога нема да биде посебен ден за борба против ракот, бидејќи темава е навистина треба да се разговара и да повториме, превенцијата е добар дел од тајната на успешност. Третина, значи од успешното лечење, превенција и рано откривање, али и свесност дека може да го имате. Значи да секој од нас може да добие, да бидеме спремни, не да се плашиме, али имаме и посветли моменти, понатаму вие кажате за нова студија откриени, нов начин на лечење. Да очекуваме науката да доде, веќе имаме драстични во некои диагнози, продори со овие нови лекови, преживување повеќе од 24 месеци, што порано беше 2 месеци, 3. Значи, тоа се веќе податоци оптимистички и за нашето население. Ви благодарам многу за ова утринско брифирање. Мислам дека за важна тема разговаравме и ќе се видиме повторно во првата прилика кога ќе треба повторно да ги повториме некои од овие работи, бидејќи на крајот на криштата убаво е да што поголем број на луѓе дознаат дека и надеж има, и потреба има од превенција, и од рано детектирање и така натаму, за да оваа опасна болест на крај се стави под контрола. Фала, Сашо, за све. Само да додам дека баш на денешниот ден Јапанска амбасада ни додели после година и по конкурирање грант и ни додели своји средства и она ќе го изведе делот на таа брахитерапија кој што најповеќе го користим не само за нас и за Косово. Тоа е едино. Значи, ќе го реновира 90.000 евра, значи денес идеме да го заеме
grantu, zato ja sam ovako obećan da ih zahvalim. Baš ubavo. Sayonara, така не беше нещо. Благодарам, доктор Васов. И се гледаме во првата наредна прига. Доктор Никола Васев, кој што е директор на клиниката универзитетска за радиотерапија и отологија.